Четврток, 6 февруари, кратки вести во 12 часот. Денес се одбележуваат полни 133 години од смртта на великанот Григор Прличев. Делата на преродбеникот и литерат, охридскиот и македонски великан зрачат со епохалност, символичност и енергија, која ја воведе македонската литература во едно ново поглавје. Чествувањата започнаа вчера. Денес продолжија со полагање цвеќе на споменикот на Прличев. Ке следи традиционалната Прличева визита во Охридската библиотека, а вечерва ке се одржи и свечената приредба по повод патрониот празник на основното училиште Григор Прличев. Свеченостите ќе бидат заокружени утре со 8-то издание на поетскиот караван Добри гости. За една недела во Охрид се регистрирани 99 заболени од грип, покажуваат најновите податоци на Институтот за јавно здравје. Веќе трета недела се бележи намалување на бројките на новозаболени, но сепак во Охрид и натаму има висока активност на вирусот на грип. На државно ниво се регистрирани 1498 случаи, од кои најголемиот дел се во возрастната група од 15 до 64 години, иако трендот на неделно ниво покажува континуирано намалување на бројот на заболени. Резултатите од вирусолошкиот надзор укажуваат на регионална географска активност на вирусот на грип. Младиот охридски боксер Наум Стојановски од клубот Алекса Огненовски е на подготовки во Лозница, Србија. Заедно со Адријан и Ружди Рустемовски и со поддршка на нивниот тренер Владимир Цекиќ ќе се подготвуваат во категоријата сениори за настап на предстојниот Open Balkan Cup, што ќе се одржи на 21 февруари во Ниш. Денес и утре пак во Суботица на турнирот Олимписка надеж за боксери до 15 години ќе се надпреваруваат Петар Трајчевски и Филип Мајкиć. Времето денес променливо облачно со повремен локален дожд. Дува умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасиќ. Технички реализатор Реџеп Селман.